44 ученици од Средното медицинско училиште Никола Штејн добија сертификати за успешна реализација на проекти од Еразмус Плюс програмата. Доделувањето беше во рамки на прославата по повод Светскиот ден на здравјето, кој воедно е и патронат на училиштето. Со овие проекти што учениците ги поминаа до сега, тие имаат право сегде да се вработуваат, добиваат сертификати од Европска Унија и тие како прво земат многу убаво искуство надвор од нашата држава. Тоа знаење тие го донесуваат овде во нашето училиште. Од проектот Еразмус Плюс не однесува во Португалија на пракса, за да научиме нешто повеќе од нашиот смер, за да можеме тука да го донесеме. И со моите соученици поминавме многу убаво и благодарна сум им што ме примија. Тетово веќе традиционално подолг период учествува во програмата на Еразмус Плюс. Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, Дарко Димитров, ја потенцираше соработката со тетовските средни училишта и универзитетите. Националната агенција ги додели сертификатите, односно Европас сертификатите за мобилност на учениците и професорите кои што учествуваа во проектите кои што се финансирани од страна на Националната агенција и програмата Еразмус Плюс. Се работеше за 44 ученика кои што посетуваа практична работа во Шпанија и Португалија во струките на козметичар, медицинска сестра и физиотерапевт во рамките на Еразмус Плюс програмата. Инаку градот Тетово и училиштата во градот Тетово, а заедно со Универзитетот на Југоисточна Европа и Државниот универзитет во Тетово, во изминатите години од 2014 до 2016 година имаат учествувано во програмата Еразмус Плюс и имаат искористено средства во износ од над 1.200.000 евра. Средните училишта во Тетово поддршка добиваат и од локалната самоуправа. Со ова училиште успеавме да се квалификуваме 3 пати, значи на проектите Еразмус Плюс, каде што, како што слушавте, повеќе од 70 ученици за овие 2,5 години ја направија својата пракса во Словенија, во Португал и во Шпанија. Ние ќе продолжиме, значи во оваа насока да го поддржиме школото, за да ги лобираме, да ги добиеме овие проекти. Освен доделувањето сертификати, Средното стручно училиште Никола Штејн со пригодна свеченост на кој учествуваа средношколците од македонска, турска и албанска настава, го одбележа и својот патронен празник.